Вие како партија постојано се залагате во сферата на аерозагадувањето, исто така. Ја погледнавте, предпоставувам, стратегијата или заеднички учествувавте во нивната работа. Мислите ли дека таа е применлива, одржлива и дали со овие средства ќе може да се сработи? Она што е важно за нас како Зелена партија е дека вистина за прв пат владата вели дека решавање на проблемот на аерозагадување, односно намалувањето на аерозагадувањето е стратешки приоритет. И тоа е јасно изразување на волја да се решава овој проблем и тоа е добро. Исто така, добро е што имаме програма за намалување на аерозагадувањето со сите мерки. Голем дел од мерките што ние како Зелена партија сме ги предлагале се вклучени во оваа програма, впрочем и не само ние, и активистите. Тоа се мерките, значи мерките се добри, ние ја поддржуваме програмата во тој дел, но имавме забелешки во однос на малата сума на средства која што е издвоена за оваа намена. Затоа и како пратеничкиот дом поднесовме амандмани на буџетот со цел да се зголеми буџетирањето практично на оваа програма, за да можеме во пократок временски период да ги реализираме овие мерки и да имаме видливи резултати по однос на аерозагадувањето. Добро е што од 1.600.000 сега со новиот буџет, со дополнетиот буџет, е малку покачено. Прифатени се нашите амандмани, не беа прифатени, но некои од опозицијата кои што се исто поврзани со намалување на аерозагадувањето и сега изнесува 2 милиони евра тој буџет за конкретно за оваа програма. Се разбира дека овие средства се малку и точно е дека и во други програми постојат средства кои што го тангираат намалувањето на аерозагадувањето, но сепак сметам дека ова е клучниот момент дека имаме ние една програма која што има конкретни мерки и она што е важно е во таа програма да бидат внесени финансиските средства и точно да биде транспарентна за да може сите и граѓаните и институциите и граѓанските организации да имаат понатаму увид во реализацијата на мерките. Да се знае за која мерка, колку средства се одвоени и како тоа се реализира понатаму. И така, мислам дека сите ќе бидат задоволни затоа што ќе имаат увид во процесот на имплементација, односно реализирање на овој план. Ѓорѓе,